Преминуваме на новинарски прашања. Председателот повелете. Прашањето е дали имате направено финансиска конструкција, колку пари се предвидени за сите овие мерки, бидејќи вашата влада вчера ја објави бројката колку претходната влада трошала на странските инвеститори, тоа без да знае јавноста. Вие ветивте дека ќе бидете транспарентни, меѓутоа за колку финанси и за колку пари се работи? Значи, јас многу кратко ќе ви одговорам, не повеќе од тоа што е до сега трошено, годишно. Но што е најважно? Најважно е дека тоа ќе биде транспарентно, дека никој нема да има потреба да доаѓа во нашите канцеларии да преговара за помош, дека секој ќе може да се најде во табелите што ги видовте и сам уште пред да аплицира да си пресмета колку помош може да рачуна. Ако земете дека во период од 7-8 години се потрошени 225 милиона евра, тие 225 милиона евра поделете ги на бројот на години и оваа програма нема да кошта повеќе од тој број. Иле Петревски, ТВ21. Дали останувате на првичната прогноза за раст на бруто домашниот производ во следниве 4 години по неколкуте негативни параметри во економијата, пат на индустријско производство, пат на бруто домашен производ, намалување на извоз и така натаму? Премиер, за вас. Благодарам на прашањето. Само да го дополнам и првиот дел. Се тоа што ќе се работи покрај што ќе биде дадено на јавноста по пат на менија, каде што буквално секој домашен или странски инвеститор ќе може да избере мени, без да преговара, без да има тајни договори, без да има било што, транспарентно. Граѓаните да знаат секој денар, секој евро помош каде оди, директно и кои се резултатите. Резултатите. Тоа е новината. Не е само добра идеја. Ќе склучиме договорот, ќе се пуштат државните пари, ќе почне да се гради капацитетот, пред да почне, берзата ќе добие дисторзија, ниту успех има инвеститорот, а парите на државата отишли. Ќе има резултат. Ако се покаже резултатот, има поддршка од државата. Втората година, повторно резултат, пак поддршка на државата. Третата година, нула резултат, нула поддршка од државата. Мора да има резултат. Ако расте резултатот на компаниите, бруто домашниот производ ќе чекаме да расте. Во оној дел кој што го поставивте прашањето, да, нашата амбиција останува на 5% бруто домашен производ, како просек од 4 години, кој што сакаме да ги извадиме во еден мандат, тоа е возможно. Меѓу другото и вака сериозно, амбициозно сме насочени на вакви програми. Рековме, темелите на растот и развојот е приватниот сектор. Да, државата ќе има капитални инвестиции, ќе имаме дуално образование, приспособување на младите, сите ресурси ќе ги насочиме на ова работа, но добро е тоа и Европа и НАТО и одиме напред, го охрабрува и амбиентот и се, луѓето очекуваат економија, очекуваат конкретни работни места, очекуваат повеќе пари во своите примања, помалку трошоци во оние што е нивно секојдневие. Тоа е предизвикот на оваа нова влада, која што секако е единствено возможно ако Македонија биде friendly environment, позитивна, пријателска, насочена и кон соседите и со тенденции кон земјите кон кои што се стремиме, а тоа се земјите од Европската унија и земјите членки на НАТО. Во минатите години странските инвестиции се жалеа дека немаат професионални квадри во Македонија. Што се предвидува квадри? Дека младите не се толку професионални. Што се предвидува во оваа смисла? И дека на некој начин и бројот на вработеността не се зголемува од пораниве години. Работиме на неколку видови на планови за да го отстраниме тоа што на сите ни дава потреба од одговор, а тоа е како тоа бројката на невработени е 23, 24, 25%, зависи по кои параметри, а всушност компаниите имаат потреба од работна сила, а не може да ја најдат. Тука е некомпатибилноста на она што пазарот го нуди со потребата на тоа што пазарот го бара. Едната е стратегиската работа на државата, вклучена со сите институции преку образовниот процес пред се и над се, а тоа е да продуцираме кадри, да воведеме насоки кои што навистина му требаат по структура на нашиот деловен сектор. Вториот дел е политиките на воведување на дуалното образование, кое што дава резултати веќе во Германија и во Австрија, а тоа значи ова што го викаме трајно учење или континуирано учење, за да можеме да ги приспособиме веќе завршените граѓани наши со средно, со високо образование, да може веднаш да се подготват на она што пазарот го бара.
Не знам, имаме премногу наставнички, премногу професорки, премногу кадри кои што на вистина тешко наоѓаат работно место, а де факто приватниот сектор има потреба од инженери, од IT техничари или од слично. Го кажувам како пластичен пример само. Тоа е мултиплицирачки потребно во државата. Овој дуален образовен механизам со сите своји предности кои што ги дава во современите земји ќе го примениме овде. Трет е младинската гаранција. Младинската гаранција значи директно да поддржиме финансирање на бруто плати на млади луѓе кои што завршиле образование, средно или високо, а сепак не се практично подготвени да се втурнат во производствениот процес или процесот на производство на услуги, без разлика дали е добри или услуги, во одреден период од 6 месеци, во одреден период од година дена, државата ќе ги финансира бруто платите, бизнисмените или деловната заедница ќе добијат веќе кадри кои што не се продуктивни, но во тек на времето нив нема да ги чини ништо, додека тие кадри практично се приспособат, а младите уште буквално од денот на нивниот ангажман ќе имат бруто плати. Наведувам само 3 мерки како ќе одиме паралелно на решавање на проблемот на невработеност. Гоце Трпковски од порталот Newsroom. За колку време очекувате да се вратат овие, како што ја рековте, инвестиции на граѓаните во стопанството преку зголемени буџетски приливи, например? И кога мислите дека ќе имаме економска состава во која без ваква директна државна помош ќе може да се постигнуваат овие резултати? Јас кажа веќе еднаш и повторно ќе потврдам, слободата, пријателскиот однос веќе го охрабрува нашето стопанство и домашно и странско. Покрај подпредседателот на владата за економски прашања, министерот за економија, финансии, министрите без ресор задолжени за странски домашни инвестиции, повеќе од 1/3 од моето време го трошам на разговори со домашни со странски инвестиции. И ова е одлична потврда на амбиентот што се создава. Дел од резултатите ќе дојдат многу брзо, дел ќе дојдат на среден рок, дел ќе дојдат на подолг рок. Ние се трудиме колку што може да биде тоа побрзо и затоа влегуваме во вакви храбри чекори. Секоја инвестиција ги враќа парите многу брзо, уште во времето додека се гради фабриката, се набавува опремата, даноците се плаќаат. Значи, кога градежништвото движи, макар градело погон, фабрика, и тоа е раст на бруто домашниот производ. А секој раст на бруто домашниот производ е повеќе приходи во државниот буџет, кој што веднаш ги враќаме назад кон поддршка на нови домашни или странски инвестиции. Еден дел од економијата се инвестиции кои што брзо се градат и брзо дават своји резултати. Еден дел од инвестициите им треба година дена само да се изградат за да почнат со продукција. Затоа ги дефинирав на краткорочни, среднорочни и долгорочни. Но едно е јасно, без разлика која ќе чекаме ефектите или не. Ово е правецот. Ово е правецот по кој што треба да се движи Македонија. И нема ништо друго поважно од благосостојбата пред се економска на нашите граѓани. Свето Николовски, Македонска телевизија, прашање за вице-премиерот Анџушев. Која државна институција или агенција ќе биде надлежна за разгледување на брањата на инвеститорите? Тоа е првото прашање. Второто, дали ќе биде потребен задолжителен ревизорски извештај на независна ревизорска куќа за користење на овие инструменти? Ви благодарам за прашањето. Одлично е, тоа ја допира точката на имплементација. Ние имаме агенции, институции, фала Богу, многу на број во државава, а еве сега ќе најдеме прилика и добро да ги запослиме. Значи, тука е технолошки ТИРС, значи технолошко-индустријските развојни зони, тука е Агенцијата за странски инвестиции, тука е Агенцијата за поддршката на мали и средни предпријатија, ќе направиме една консолидација во целата таа администрација и практично ќе направиме тимови кои што ќе бидат задолжени за прифаќање на апликациите, но уште поважно за нивната обработка покасно и нормално одлуките за доделување на државна помош. Сето тоа ќе се прави во рамките на Законот за доделување на државна помош кој што и сега постои, но досега функционирал дискреционо, само за одредени компании. И она што го прашавте, дали ќе требат ревидирани извештаи, да, се разбира, ќе треба независна ревизорска куќа да ги потврди податоците од завршните сметки. Количката во... Фала ви, јас имам едно прашање надвор од темата, ако може, ако колегите завршија. На темата... Да завршиме со темата прво. Мирча Павел. Добро, јас имал две прашања. Првото е дали
овие мерки сите ќе станат операбилни уште во наредната година, односно дали со буџетот за 2018 година ќе бидат предвидени средства, според математиките кои што ги изнесовте, претпоставам околу 30 и нешто милиони евра. Тоа е првото прашање. Второто прашање, дали компаниите кои што моментално користат некаков вид на државна помош, пред се мислам на компаниите од зоните, ќе можат повторно да аплицираат. Вие споменавте малце во однос на ова, само докрај да биде јасно. Значи да, оваа програма ќе важи веќе во 2018 година, а една од мерките, а таа е мерката значи за поврат на средства за компании кои што излегуваат од стечај и ликвидација, таа може и веднаш да важи, бидејќи таа не е врзана со завршна сметка, додека сите останати мерки се врзани со завршна сметка и тие ќе важат за 2018 година, ќе бидат исплатени во 2018 година, а ќе важат нели врз база на резултатите од работењето од 2017 година. Што се однесува, значи, до второто прашање, само извинете? Да, значи не, како што кажав, веќе сите компании кои што на некој начин биле веќе субвенционирани, не можат да бидат двојно субвенционирани. Но сакам да, тоа значи дека сите компании кои што во моментот имаат подпишано договори за директна државна помош, тоа се компаниите кои што се во зоните, тие ќе си продолжат да функционираат по тие договори. Но можеби за вас е интересна една друга информација. Ние направивме симулација колку тие компании добиле со договорите постојни, се разбира сите добиле различно бидејќи имале дискреционо право, но јас ги земав за пример оние што се подобри, светски брендови компании, а колку би добиле со сегашната програма. Верувајте дека би добиле најмалку исто, ако не и подобро. Со таа разлика што добрите компании би добиле исто и подобро, а лошите инвеститори, односно лошите компании би добиле помалку. Точно е и таа намената на оваа програма, да ги селектира инвеститорите. Нашата држава да ги повика и да ги поддржи добрите светски брендови, добрите инвеститори кои што имаат позади себе добри технологии и кои што можат да донесат вредност во нашата држава. Билјана Здравковска од Капитал. Ќе ве замолам за едно појаснување на првата мерка околу субвенционирањето на работни места. Рековте платите кои што се до 18.000 нема да бидат субвенционирани. Дали очекувате дека со ова странските компании кои што ја таргетирале Македонија пред се заради ниската работна сила, а видовме до сега дека трендот е отварање на компании во дејности кои што се трудоинтензивни и релативно ниско платени, дали очекувате некои странски компании да се откажат баш токму поради тоа? Компаниите прво не губат ништо. Ако ја пропуштат можноста по оваа мерка, заради тоа што дават плати пониски од 18, по сите други мерки им стануваат отворени можностите. Извозната ориентација, набавката на опрема, вкупниот приход кој што ќе го обезбедуваат, да. Но, преку тоа им испраќаме пораката, водете грижа за нашите граѓани и отстапете, отворете го срцето, дајте малку по соодветни плати. Ние ги гледаме нивните добивки колкави се. Има добар резервоар во делот на солидарност. Да дополнам и во претходното прашање. После дебатата, која што потпредседателот на владата ја најави во следните 2-3 недели и ќе биде завршена, ќе се донесе конечната одлука на владата уште оваа година. Го ставаме на располагање. Знаете дека веќе предвидовме и пари во буџетот и за домашните компании, она што постои како резервоар, веднаш го ставаме на располагање. Значи не е 1 јануари почетокот. Веројатно тоа ќе биде некаде октомври како почеток, имајќи во преди дека 2-3 недели, еве до крајот на октомври, нека е средината на октомври, и она кое што уште попластично ќе го кажем од потпредседателот на владата, Ангјушев, а тоа е еден пластичен пример на Костел. Има договор склучено, пример го кажувам фигуративно, заради тоа што дел од податоците и не се до крај прецизни, но 1.315.000 евра во делот на програмот кој што треба до крај да го реализира Костел. Кој би бил почетокот на Костел сега, при една ваква програма, тоа значи 1.650.000 евра, ќе ги добие по сите основи поддршките, согласно тоа што е номинирано таму како идни инвестициони активности. Значи нема да губат ништо компаниите. Ниту едно од постојните влакно нема да им фали. Можат да го продолжат својот век на траење овде и да не размислуваат да ги спакуваат куферите кога ќе заврши помошта. Оваа помош е бесконечна и постојано ќе ги следи, само нека дадат резултат. Значи не е веќе 5 години, 10 години има договор за помош, па некој кој ќе заврши помошта да замине. Не. 12-13 година покажува резултати, владата ќе го следи директно преку поддршки,
кои што се однесуваат по сите овие компоненти и мерки. Уште едно само кратко прашање. Дали има известност за зголемување на капиталот на МБПР? И во колкав износ тој би бил? Да, значи желба има голема да се зголеми капиталот на МБПР и ние ќе направиме во таа насока нешто. За жал не можеме да издвоиме буџетски средства за сите можни програми, но МБПР има и друга улога. МБПР треба да го обезбеди и осигура извозот. Значи, ако вие МБПР го способите да биде добра осигурителна компанија на извозот од Република Македонија, односно на наплатата на извозот, тогаш таа си остварила една од своите цели. Таа ќе биде дополнително и докапитализирана и не знам дали приметивте во излагањето, јас кажав дека ние како влада ја задолживме БВПР да направи во рамките од 3 месеца план и тој план ќе биде предмет на посебна пресконференција на кој што ќе ги објавиме, значи сите реформи, вклучително изголемување на капиталот кои што ќе бидат направени во МВПР. Двете последни прашања, со Иле завршуваме, колешка повелете ви. Значи, до вице-премиерот Ангјушев ми е насочено прашањето, надвор од темата, како што реков. Дали и кога планирате да го реализирате најавеното повлекување од собствеништвото во ЕДС и дали тоа планирате да го сторите и со останатите компании? Ви благодарам за прашањето. Мислам дека многу пати во јавноста овие денови одговарав на ова прашање и ценам дека за секое прашање врзано со компаниите треба да се обратите во компаниите. Јас денеска стојам тука исправен пред вас и пред целата македонска јавност да ги објаснам политиките на владата на Република Македонија. Компаниите согласно закон си имаат управители и менаџери. Јас за жал или за среќа немам ни време да комуницирам со нив, така да ве замолувам да вие кај нив се обратите за сите прашања врзани со моите компании. Благодарам. Ако може да дополнам, се чувствувам и повикан да дополнам, ова е актуелна тема и треба да остане актуелна се додека не се расчисти се во јавност. Фала на медиумите, следејте го процесот комплетно. Постојат закони во Република Македонија во кои што сум убеден дека нема да се скрши ниту еден, но тоа не е доволно. Етичкиот однос е исто така важна работа. Утре, знам, се случува отварање и јавна лицитација на тендерот во Елем. Следете го внимателно тоа што ќе се случи. Будно, со се. Оти не е важно само законскиот дел. Етичкиот дел е важен. Втората важна работа е, владата ќе изгради критериуми и ќе бидат тоа транспарентно соопштени, за да можеме да поттикнеме и други деловни луѓе да се вклучат во општествената потреба на Македонија, пред се заради економските аспекти на потреба на граѓаните и на стопанството. Не можеме да очекуваме дека деловните луѓе, предложени од коморите, како што е господинот Ангјушев, дека ќе ги пушти да пропаднат компаниите. Да, може тоа е собственик, но тоа е македонска компанија, која што дава плата овде и плаќа даноци. Нивните амбиции, колку што знам јас, колку што ја видов таа компанија, од 23 милиони евра се во наредниот период да стигнат на 30 милиони евра. 90% извозно ориентирани. Ние работиме да привлечеме нови. Но тоа не дава за право да било што биде дури и неетички. Следете ја работата, една од работите што ги гарантиравме, а тоа го прифати господинот Ангјушев и коморите кои што предлага, транспарентност. Транспарентност, отвореност до крај. Како што ми е важно неговото учество овде во владата. Важно ми е тие компании таму да дават плата, да бидат извозно ориентирани и да продолжат да бидат добар мотиватори на другите компании. Последно прашање Илија Повели. Да, надвор од темата сакав да прашам само овој ултрамодерен прес-центар кој што е за нас, нели, за новинарите, го наследивте, го направивте вие и колку чини, дали знаете? Ќе си дозволам да ти го доставам прашањето дополнително прецизно. Доколку ги имате, да, апсолутно. Оти ние не го направивме, не го направивме. Апсолутно, да. Значи, тоа е направено од претходната влада и секако го знаете нашиот став. Сето тоа што е направено, платено, употребливо, ние ќе го употребиме. Нашите коментари се соодветноста на социјалниот аспект во државата. Не знам колку е соодветен или не за вакви работи, но и да го струши тоа, кошта веројатно 50% тоа што е вложено да се направи. Сето тоа што е направено, а секако има употреблива вредност, ќе го користиме, заради тоа што тоа е направено од средства на граѓаните на Република Македонија. Колку чини, не знаеме? За тоа писмено, веројатно, ќе добиете, заради тоа што... На тоа и мислев, инаку. Ви благодарам, имам уште една пресконференција, уште еднаш ви благодарам на сите за вниманието. Јас само за на крај. Сакам да се благодарам на коморите, на сите тие институти,
на сите кои што дадоа значаен инпут за да излеземе денеска со нешто кое што представува мегдан за дебата. Благодарам на економските ресори, на потпредседателот Ангјушев, министерот Крешник Бехташи, министерот за финансии, советниците во мојот кабинет, многу економисти кои што се составен дел на владата и повикувам на дебата. Ова не е уште еднаш документ кој што излегува од најпаметните луѓе од Македонија. Не, ние само можеби сме должни да дадеме нешто на показ на јавност. Повикувам на дебата, подготвени сме за критики, за сугестии, за дополнување на целото ова работа, но намерата е во октомври ова да влезе во негова реализација. Благодарам на сите за вниманието.